Денеска до владата ќе предложам, а соодветно и до одредени надзорни одбори, до одредени министри, разрешување на луѓе носители на високи државни функции, кои што, како што реков, во постапка ќе почнат од денеска да се именуват, дел од нив секако преку надзорните одбори, дел од нив преку самите ресорни министри, кои што се одлучувачи за таквите постапки. Секако за тие постапки постојат и законски процедури. Ова е денеска одлука која што од моја страна ќе биде предложена до владата, а соодветно и до другите управувачки органи или носители на самите одлуки. Верувам дека до крај ќе се спроведат сите овие постапки. Имаме секако и дел на управни одбори, носители на функции во управните одбори, заради причини кои што значат и дуплирање на функции, односно во меѓувреме, дали поради функцијата која што извршува добили и друга функција или слично, мислиме дека треба да бидат разрешени, а со тоа да им се даде шанса и на други граѓани да учествуваат во ваквите управни одбори. Но, еве вака, сакам да ги соопштам денеска институциите и носителите на високите функции, кои што ќе бидат предложени до владата и до соодветните владени институции за нивно разрешување и со тоа отпочнува и постапката за именување на нови луѓе. Јавното предпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта Македонија пат Скопје, директорот Гајур Кадрију. Јавната здравствена установа Здравен дом Скопје, директорот Злате Мемедовиќ. АД МЕПСО, директорот и председател на управен одбор Сашо Василевски. АД МЕПСО, членот на управен одбор Магдалена Чижбановска. АД МЕПСО, членот на управен одбор Ненад Крстевски. АД МЕПСО, членот на управен одбор Томи Божиновски. Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство економскиот директор, кој што му се заблагодаривме пред некои 15-20 дена, господинот Валјон Бела. Агенција за лекови и медицински средства Малмет, ВД директорот Кјахил Ибраими. Државен инспекторат за земјоделство, ВД директорот Благој Индов. Државниот архив на Република Северна Македонија, директорот Кирил Петров. Универзитетска клиника за детски болести Скопје, директорката Катарина Ставрик. Развојната банка на Северна Македонија, член на надзорниот одбор Кирил Колемишевски, избран кој што во моментот е главен извршен директор на Развојната банка на Северна Македонија како вршител на должност. Еврокомпозит, генералниот директор Златко Грауровски. Националната установа Драмски театар Скопје, директорката Викторија Арангелова Петровска. Јавното предпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија Скопје, директорот Ирфан Асани. Националната установа Завод за заштита на споменици на културата и музеј Охрид, директорката Елеонора Новаковска. Јавната установа Завод за рехабилитација Бања Банско, директорката Стојанка Изова. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, директорот Вулнет Адеми. Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна собственост, председателот на управен одбор и директор Драган Миновски. Акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Северна Македонија во државна собственост, член на управниот одбор и директор за развој и инвестиции Иван Трпевски. Управата за безбедност и контраразузнавање, двајцата директори, директорот и заменикот, но по сила на закон заради АНБ, тие мора да се вратат на службата за да може да тргнат во процесот на ветингот. Таму има веќе нова институција, тоа се благодарност секако и до нив, до господинот Горан Николовски и до заменикот директор Ариф Асани.